Обидот да се избегне индивидуална одговорност неминовно води до незино дифузно ширење низ системот кој во такви услови предизвикува незино дополнително распространување. А место јасно лоцирање, таа дислокација само зборува за дефункционален модел во кој се може, ама изгледа не се сака. Тоа може само министерот за внатрешни работи го направи. Вие не го познавате министерот за внатрешни. Значи ви кажувам, Вие сте и подпредседател на СДСМ. Очигледно дека зависат многу работи од функционери со кои имате проблем за комуникација. Не. За државните работи се нема слух и има лоша врска, но не и за ситните услуги кои на многумина крупно им помагаат. Тогаш очигледно добро функционира размената на информации, па тие протекуваат, откривајќи ги каблите преку кои се воспоставува чудовишен систем на институционални семени стебла, кои веќе одамна се разграниле и кај оние кои божем сакаат да ја искоренат таа најпродуктивна сорта што ја раѓа македонската природа. Почитуван колега, дали за вас е непотизам вработувањето на вашата сопруга во Центар за социјални работи во Скопје, која подоцна е префрлена во Тетово во времето кога вие бевте председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, и вработувањето на вашата балдъска како во канцеларијата на народниот правобранител? Кога смо веќе тука? Веќе не сме таму, оти треба да му се стави крај и секој да понесе вина за поведението, сегашно или минато, за воиднина. Пред таква ситуација сега е исправена и опозицијата, која според толкувањата не само што има проблем со себе, туку и со политичките преселници кои се населија во гнездото. Веројатно сега ќе биде и следната задача на ВМРО ДПМН, тоа е да го убеди пред се сопственото членство, но и оние неутрални, така наречени свингери гласачи. Употребата на тој термин во аполитичка смисла асоцира на друг тип група која не е оптоварена од вообичаените норми и се базира на поширока вклученост за исполнување на задачата. Во неа не припаѓаат оние кои се тесногради и конзервативни и ним однапред им е јасно дека тој, нивниот филм, веќе никој од таму не сака да го гледа. Јас побарав и видео бим да имам една презентација, сакав да ја пуштам. За жал, ми беше одговорено дека нема видеобим. Па сега гледам дека има, ама не е важно. Во сосема друга улога, пак веројатно мотивиран да партиципира за да му биде доделен Кубертеновски ореол. Свесен дека ловориките се за некој друг, а не за него, се согласи да трча во губитничка трка со задача да биде ВМРО-вскиот пейсмейкер во председателската трка. Но очигледно е дека ниту неговата енергија веќе не е доволна за да го стопли срцето на лидерот. Ако може вентилацијава да ја исклучат кратко, за да може да се чуеме. Владко, извини, не е вентилација, грејење. Драги браќа и сестри, На крајот, универзитетскиот колега кого власта се уште го грее, па 3 пати во еден здив, паѓа на испитот по брза пресметка на бројки и проценти. Фондот за иновативност го поддржа овој проект со 100.000 евра. 30.000 евра е практично партиципација на сопственикот, 30% се средства на сопственикот, остатокот се средства на фондот, или кратко речено од 10 милиона денари, 7 милиона дава фондот, 3 милиона дава сопственикот на проектот. Кога не се даваат од сопствениот, туку од джебот на граѓаните, тогаш за парите не е во ред да се вадат непрецизни бројки. Добро е тоа да се знае, дури и кога се зборува за мали суми и за мали проценти.